Штип, Македонска каменица и Кочени ќе добијат шанса за пари и почиста животна средина. Ова на трите општини од истокот им го возможува фондацијата Фридрих Еберт, која на нив ќе им ги доближи европските пракси во оваа област. Сите заеднички да направиме студиска посета во Хрватска, каде што ќе ни бидат промовирани добрите практики и позитивни искуства во делот на справувањето со проблемите на животната средина, справувањето со отпадот и енергетски задруги. Тие практики се многу важни да ги согледаме сега, кога сме во пресред на почнувањето на разговорите со Европската Унија, што значи дека за такви проекти ќе ни стојат на располагање според кажувањето на фондацијата и средства од европските фондови. Трите општини веќе ги мапирале и приоритетните проблеми во делот на екологијата и заштитата на животната средина. Сите општини во нашата држава, па вклучително и истокот, се соочуваме со решавањето на депониите. Значи, тоа е еден од клучните проблеми кои што треба да ги решиме. Понатаму, за решавањето на животната средина, секако од важност е да применуваме новите технологии на загревање на домовите и на индустријските капацитети. Да напоменам и еден проблем кој е многу важен сегмент во решавањето на проблемите, а тоа е подигнањето на јавната свест за чистотата и за унапредување на животната средина. Што ова ќе значи за една од најмалите општини во регионот Македонска каменица? За нас тоа ќе биде од голема важност, затоа што практикувањето на добрите практики кои што дале резултати во Европската Унија, не може буквално да ги пресликаме во нашите општини, меѓутоа можеме тоа да го искористиме и прилагодиме. Се стремиме за влез во Европската Унија и за задоволување на стандардите, меѓутоа и обезбедување на чиста и здрава животна средина и здравје на нашите сограѓани. Заштитата на животната средина е еден од приоритетите на развиените земји. Затоа колку побрзо се сака да се фати европскиот чекор, толку повеќе ќе мора да се подигне еколошкиот стандард. Ова подразбира промена на приоритетите на општините, но во исто време и промена на навиките и на граѓаните.